Здраво на сите и добре дојдовте на нова рецензија на книга. Во ова видео му се навраќаме на одличниот чилиански писател Роберто Болањо. Пред некое време, ако се сеќавате, направив рецензија за Дивите детективи, неговиот одличен роман. И можете да го најдете тоа видео на каналот и да го гледате, меѓутоа догледајте го прво ова видео, после може да го гледате и тоа. Сега му се враќаме на Болањо со неговото капитално дело, со последниот роман што го има напишано, а тоа е романот 2666. И ова е во секаков поглед голем роман и по квалитет. Ви текнува зборувавме пред некое време со тоа видео за големи романи, меѓутоа ова е дефинитивно голем роман по обем, по број на страници. Иако мислам дека тука игра улога и бројот и хартијата, не е до толку голем по број на страници, има 1070 и нешто страници. Во Вуди Ален имаше на една негова книга, мислам дека некој од расказите Чиста анархија, мислам дека беше, и као доле има еден блурб од него, гаранте од него, пишува одлична книга за подпирач на кревет или на маса. Или одлична книга за подполка. Ова е голем роман, издание на издавачката Куќа 3 во 2015 година со одличен превод на Катерина Јосифовска. Катерина Јосифовска всушност ја имам сретнато како преведувачка одлична и од германски, и од шпански, и од англиски. И ова капитално дело го има преведено токму таа. Роберто Болањо ова дело го завршил, тој умира на 50 години, чекајќи да трансплантација на јетрата. И кога неговата идеја бил овој роман да биде објавен во 5 дела, затоа што всушност и самиот роман е поделен во 5 дела кои што може да функционираат како засебни романи. Меѓутоа него идејата му била, првичната идеја му била да го објави како еден роман, меѓутоа затоа што сакал да едноставно да се погрижи за еднината на своите деца и сметал дека доколку оваа книга излезе во 5 дела, така ќе има повеќе продажба и повеќе приход за неговите деца. Меѓутоа, од кога тој починува, неговиот пријател кој бил заложен за овој роман, кога го средувал, кога го препрочитал, сватил дека треба да оди во една книга и не го послушале аманетот што им го оставил Болањо и го бил издаден како еден роман. Значи, пред да почине Болањо за оваа книга рекол дека треба цела да има 1000 страници кои што треба да се ревидираат, да се досредат така што го имаме тоа што го имаме таков каков што бил ракописот што го оставил Болањо. Ова е капитално дело од Болањо и составен, како што кажав, романов е составен од 5 дела кои што можат да функционираат сами за себе и да мислам дека кој да го читат, кој дел да го читате од оваа книга ќе си функционира супер и може да ви се допадне како засебен роман. Накратко да кажам за што се случува во секој од овие делови. На почетокот гледаме една група на книжевници, на експерти од областа на книжевноста, и еден е италијанец, еден шпанец, еден французин и една англичанка. И тие луѓе се познаваат меѓу себе затоа што се обседнати и се восхитени и работат на творештвото на еден германски писател, Бено фон Арчиболди, кој што едноставно неговите романи со текот на годините постојано излегуваат во јавноста, се печатени, меѓутоа откако уште многу одамна тој едноставно се скрил од јавноста и сега никој не може да му влезе во трагата и не може да го најдат и да го лоцираат. Овие четворица книжевници се, значи, експерти, ја сакаат неговата литература, неговите дела, се среќаваат по конгреси, по конференции едноставно, и тука е опишана нивната љубов кон и обсесија со неговото творештво, меѓутоа и нивните меѓусебни и романтични врски и пријателски поврзувања и на секаков начин. И се додека еден ден на една конференција во Франција тие не дознаат дека информација дека Арчиболди е виден во Мексико, во еден град по име Санта Тереза. И Санта Тереза е клучно место во романот, клучна локација во романов 2666, меѓутоа тоа е фикцијски град кој го представува сепак мексиканскиот град на северната граница со Америка, Сиудад Хуарес.
Во вториот дел действието, значи пред да заврши првиот дел ги гледаме овие четворица луѓе како летаат одат во Мексико, одат во Санта Тереза во потрага надевајќи се дека ќе го сретнат овој култен писател за нив. Тамо додека се почнуваат да слушаат гласови дека во тој град постојано во рок од неколку години се случуваат грозоморни убиства на девојки, значи страшни фемициди, на млади девојки, обично од посиромашните слоеви, работнички во фабриките, а мора да се знае контекстот дека во 90-тите години, значи ова е базирано на вистински факти, дека во тој град се случил еден бум, индустријски бум, биле отворени многу фабрики во тој пограничен град и многу всушност биле користени тие фабрики за ефтина работна сила за фабриките од Америка и од други делови од светот. И во тој дел почнува да се случуваат грозоморни и страшни убиства на млади девојки. Во вториот дел го гледаме и така е наречен делот за Амалфитано. Гледаме еден професор по филозофија кој е чилеанец, кој е од Барселона, заедно со неговата 15 годишна ќерка Роса се преселува во Санта Тереза, нели има професионален ангажман таму да предава на факултетот. Го гледаме него, гледаме како полека едноставно почнува да го опфаќа страф и лудило за тоа дека нешто може да се случи на неговата ќерка, дека неговата ќерка може да биде следната жртва на тие убиства. Гледаме него, гледаме неговата обсесија, значи автомобил што им се појавува, црн автомобил што им се појавува пред куќата, значи централен лик во тој дел е Амалфитано, тој професор. И во една рецензија пишуваше дека ако првиот дел е за, не знам, посветен на овие четворица интелектуалци и нивните романтични врски, овој вториот дел е баш посветен на екзистенцијалната драма на овој човек кој што живее во тој и помалку мистериозен и страшен град. Во третиот дел се зборува за еден новинар кој што доаѓа од Њујорк, значи новинар кој што работи за еден магазин, за едно списание. Неговата професија не е да биде спортски новинар или дописник, меѓутоа како замена го испраќаат во Санта Тереза за да покрие еден боксерски меч. И додека се подготвува таму, додека седи тие денови во Санта Тереза, ќе се запознае со други новинари, некои од нив кои што се дојдени за мечот, меѓутоа ќе се запознае со една новинарка која што работи, дојдена е таму да ги истражува случаите со убиствата во Санта Тереза. И тој ќе се заинтересира за тоа, едноставно ќе праша дали може да направи извешта, една репортажа за тоа, меѓутоа не му е дозволено. И едноставно вториот дел, овој дел, третиот всушност дел завршува со тоа што заедно со оваа новинарка Гвадалупе ќе успеат да дојдат во затворот и да се сретнат со главниот осомничен за тие убиства. Тоа е еден висок русокос джинот човек со германско потекло. И како што доаѓаат да се сретнат со него, тој влегува во собата и тука завршува третиот дел. Четвртиот дел, кој што е и централниот дел, и најнеобичниот, и најмистериозниот, и најморбидниот дел на овој роман е делот за девојките, за злосторствата, во кој што Болањо помеѓу периодот покрива периодот некаде 93 година до 97 година ги покрива убиствата на, ако не се лажам, на 180 девојки, и баш онака како полициски извештаи, документаристички, едно по едно ги опишува на кратко животите на тие девојки, како се пронајдени, што има направено, со една дистанцираност и намерно таа дистанцираност во неговото пишување за да ја долови jednostavno grozomorноста, без сентименталност, едно по едно ги документира. И ова е скроз необичен, уникатен дел. И тука во овој дел гледаме има неколку ликови кои што се еден инспектор, неколку новинари и како ги гледаме нив како се движат низ сите тие извештаи за убиствата кои што се случуваат во овој град. И последниот дел всушност е делот во кој што посветен на Арчимболди и одеднаш не враќа Болањо на овој книжевен лик, на овој кој што од прусиски, значи Прусија
на денешна Германија, бил војник и војник во Втората светска војна и го следи него како еден обичен војник кој што патува низ Романија, низ други места и станува човек што речиси ќе дојде, ќе се приближи до Нобеловата награда и го гледаме неговиот живот. И сваќаме на крај има, значи нема никаков расплет класичен, значи нема овие книжевници да дознаат да го најдат Арчимболди, меѓутоа има насетувања и го гледаме Арчимболди всушност да тој е жив и тргнува на кај Мексико. И нема да ви го раскажувам крајот и да ќе видите што ќе се случува околу тоа. Меѓутоа Болањо во неговите дела, значи ова е краток опис, морав да го направам на овие сосема на кратко на овие 5 независни неповрзани дела. Меѓутоа Болањо и во другите негови дела, јас сум го читал само Дивите детективи, за жал немаме друго на македонски. Од него ќе треба да најдам, ќе се потрудам да најдам нешто од него на англиски. Постојано се игра меѓу литературата, поезијата во Дивите детективи, ако се сетите, постојано е присутна тема во неговите романи, меѓутоа од друга страна го имаме бруталноста, го имаме насилството, ги имаме убиствата. Во едно интервју тој рекол, ако не бев писател, многу ќе сакав да видам не форензичар, туку детектив што работи на злосторства. Едноставно да можам да дојдам кога сите се заминати на местото на злосторот и да можам насамо да истражувам и да бидам таму. Значи постојано гледаме кај него и самиот е уапсен во 68 доаѓа во Мексико, меѓутоа подоцна е уапсен во Чиле, во неговата родна земја, значи бил измачуван, значи постојано целиот тој живот на Болањо е живење на ивица, дури и пред да се прослави да стане писател кој што е фален како најголемиот писател, јужноамерикански писател после Маркез. Тој едноставно никој не сакал да ги објави неговите романи и живеел еден суров талкачки живот долго време пред да се пресели во Шпанија и едноставно не му е непозната суровоста на животот и едноставно таа тема е постојано присутна во неговите романи. И ова е еден необичен роман, голем роман, малку мистериозен роман, меѓутоа воопшто немој да се замислувате дека ова е некоја совршено сплетен некој трилер со некои си пресврти. Ова е многу поекзистенцијален и по сиров роман отколку таквите жанровски трилери или драми, некои кои што има некој убиство и сега треба да биде разрешен или како и да е. Ова е многу посуптилен, многу по-мајсторски, баш е мајсторски напишан роман, кој што баш кога го прочитав бев воодушевен. И тоа сега додека малку се подготвував и се подсетував и разгледував некои делови од, пошто го читав пред неколку години, додека се подсетував на овој роман, всушност сватив колку е одличен роман. Нема да кажам дека е ремек дело, може би Дивите детективи по форма и како е изведен, всушност романот е подобро напишан роман, меѓутоа во однос на тоа дека ова е негов последен роман и дека има многу вложено и истражување и искуство во овој роман, мислам дека ова е потежок екзистенцијално и потежок роман, посериозен. Ако се решите да го читате овој роман, нека не ве плаши големината на романот, затоа што јазикот и стилот се многу пристапни и нема некаква си јазична комплексност или нема некакви си игри, нема stream of consciousness или не знам, нешто што ќе претерано ќе бара да се задлабочувате во овој роман. Меѓутоа мислам дека нема да сгрешите ако се нафатите да го прочитате 2666 од Болањо. Ова е мајсторски роман, иако не бил ревидиран, не бил довршен. Суров, исто како и реалноста која што не обкружувам многу често. И ви го препорачувам и чекам да слушнам од вас мислење за ако веќе сте го читале 2666. И тоа е тоа за ова видео. Ве поздравувам, останете со здравје и се гледаме со наредна рецензија. Чао и поздрав!